Добро утро, колеги во студиото, добро утро за сите почитувани гледачи на фреквенцијата на Алфа телевизија, добро утро секое утро. Ова утро јас, моето утринско кафе, прво утринско кафе, ќе го испијам со една прекрасна дама, една од најнежните пејачки на нашата музичка естрада. Многу ми е чест и задоволство што повторно, по некое известно време, ја имам спроти мене Викторија Лоба. Добро утро, Лоба. Добро утро, Бела, сонце утринско. Како си ми? Јас сум одлично, се радувам и ти. Секогаш сум одлично кога минувам време со тебе и не случајно ова утро се одлучив да го испијам утринското кафе со тебе. Бидејќи ти е роден ден, среќен роден ден, Лова. Како го започна денес денот? Па денот го започнав многу убаво на фризер. Мислам, имам нека традиција секој роден ден така да го започнувам утрото. Имам супер екипа, еве Ивона и Диме ќе ги поздравам. Создаваме таква интересна убава атмосфера, се разубавуваме, така да тоа е идеален начин да го започнем утрото за мене. Да, и за секоја жена ќе речам. Да, бидејќи ти е роден ден, ние ти подготвивме едно изненадување. Многу сакам изненадување. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Да не има нека експлозија на крај. Вау. Ишо. Многу ти благодарам. Што, ова сакам да го споделиме сите заедно и со камерманот. Може? Што пиеш наутро? Наутро, па не знам, многу често кога сум во друштво вака утринско кафе, знам да се напијам, меѓутоа само дома си пијам зелен чај. Многу повеќе ме буди, да кажам. Кога појадуваш? Појадуваше ли денеска? Да, појадвав во фризерница. Нешто такво лиснато со вишња. Многу така често, не знам, сакам да појадувам, меѓутоа не често имам време за тоа, така да знам да си направам некој протеински шејк на брзина и тоа е мојот појадок, да кажам, најрегулар што ми е. А како би сакала да го започнеш утрото? Што е за тебе убаво утро? Утро со бакнеже. Тоа е најубаво утро. 3 метри над небото, душа лебди и целосно јас сум твоја, од твојот мирис сум пијана. Сега, кој дел од денот ти е најубав? Утрото. Да, дефинитивно утрото. Колку утрата ти се разликуваат низ годиниве, како растеш и создраваш? Дали ти се менуваат утрата? Нормално дека се менуваат, затоа што кога бев пред 10 години, да кажеме, бев многу млада и имав многу почесто настапи на вечер. Утрата ги преспивав, не знам, спиев дека е 11 часот предпладне, така некаде. Сега станувам многу порано, природно метаболизмот ме буди порано, на 8-9 веќе сум во полн ек, што би се кажало. Така да сега нормално дека се разликуваат утрата. Имаш ли утрински ритуали кои што ги правиш постојано? Па, утрински ритуали не, повеќе вечерни имам ритуали. Утринско будење, утрински туш, тоа е тоа. Меѓутоа имам вечерни ритуали, маска, тргање на шминката, тоа обавезно си го правам, затоа што стварно сакам да се негувам, сакам да изгледам убаво на камера. И сега дај да ти раскажам. Луба, дали утрото ти трае долго или кратко? Па некако долго ми е, да ти кажам, со тоа што приметувам дека успевам се да постигнем, секоја работа да си ја завршам што сум се ја зацртала за тоа утро, за тој ден, така да некако долго ми трае утрото. Колку ти се разликува зимско од летно утро? Зимското е многу по кози, што би кажале англичаните, американците, така е по топло, затоа што не има една привилегија во мојата професија што не секогаш морам многу рано да станувам и да трчам нели на работа, така да некогаш и утрата во зима обожавам да ги поминам со топло чајче, така завиткана во кебенце, обично гледам спорт, пошто тоа гледаме нели кога е зима, така да еве уште малку доаѓа тоа време. Ризикувам за нас.
дали уште рано наутро пушташ музика, дали сакаш да слушаш рано наутро музика? Да, па некогаш кога сум сама да пуштам и тоа многу гласно пуштам. Кога не сум не, ги штедам домашните. Со своја музика слушаш или? Па не, обично својата си ја знам, така да слушам повеќе нешто што е странска, сакам да истражуваме други земји, каква музика се слуша, каква музика се твори, така да тука и црпам нормална инспирација, слушам секаква музика. Што е оно што би сакала да го гледаш наутро на телевизија? Уметничко лизгање. Да, тоа убаво ми е. Позната си по тоа дека често донираш и постојано си на тие хуманитарни настани. Ќе те прашам колку донираш за бездомните лица? Јас се вклучувам навистина во секоја акција во која што ќе бидам повикана. Знаеш како многу е нескромно да кажуваш за тоа кога го правиш, тоа го правиш од чисто срце и не е тоа нешто за пофалба да кажеме, затоа што така би се полнало егото, а не срцето. Така да се сметам за личност која што е коректна према сите, така да и понатаму ќе се останам таква. Да, мислам дека навистина треба да се грижиме поготово за постари лица кои што имаат потреба од нас, како што ние имавме потреба кога бевме мали од нив. Лоба оваа година го извади албумот Нов свет. Како си задоволна од тоа како котира? Па супер задоволна сум. Нов свет или New World реално е остварување некои мои соништа, затоа што отсекогаш сакав да издадам и англиски албум. Нормално дека имаме дигитална продажба преку сите тие платформи низ Европа и во Америка секако. Така да супер, не знам, се тера како што планирав. Ти донесе ли некој нов свет албумот? Па не чекам јас некој да ми донесе нов свет, сама си го креирам, како што кажав, така да мојот свет е идеален. Сега за сега. Ќе биде и така понатаму. Може ли да ни најавиш нешто? Дали подготвуваш нова песна, можеби нов видеозапис? Се работи ли на музика? Секако дека се работи, имам желба да направам видеозапис на една песна од албумот, за малку да ја оживам и песната, меѓутоа имам и нека друга идеја нова на сосема нова песна. Додека се одлучувам што да сработам, вие секако дека ќе да знаете до крајот на годината ќе има и нешто ново од мене. Дали денот се познава по утрото? Да, денот се познава по утрото, ако ние го креираме тоа утро. Така да тука многу зависи од нашите емоции, како ќе зарачиме тоа утро, така и ќе ни помине денот. Најубаво да зарачиме со позитивна енергија, затоа што ние сме креатори на се. Благодарам и уште еднаш среќен роден ден, Лова. Благодарам многу, поздрав до сите гледачи. Поздрав од мене. Добро утро, секоја утро, со Алфа телевизија.